Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во емисијата Монитор на телевизија Нова. Наш вечерашен гостин е господин Давор Вукадиновиќ, председател на управен одбор на НЛБ Пензијски фонд. Добро вечер за вас. Добро вечер. Добро дојдовте во студиото на телевизија Нова, во кое што треба да поразговараме за едукативната кампања за пензискиот систем. Еве, за информација на нашите гледачи, за каква кампања станува збор и кои се условите. Вака, во период од 3 до 9 јули, значи овој месец, се одржа 7-дневна кампања на НЛБ Нов Пензијски фонд, која што беше наречена Отворени денови на НЛБ Нов Пензијски фонд. Целта на кампања беше запознавање на населението, значи на сите членови, на сите оние кои што не се членови и на сите оние кои што допрва ќе станат членови на вториот столб за пензиската реформа. Што значи таа? Што е вториот, што е третиот столб? Кои се придобивки од вториот столб? И требаше да предизвика пред се интерес кај населението да се постават соодветни прашања. Во најмала рака, таа има пред се едукативен карактер и требаше да даде оние некои основни прашања кои што луѓето можеа да ги добијат како во експозитурите на Тутунска банка, така и во НЛБ Нов Пензијски фонд. Дали покажа интерес, значи какви прашања поставува, каква е што покажа праксата, дали се доволно информирани, значи дали имаше потреба од такво нешто? Да, сама едукативна кампања требаше да го опфати широкиот спектар на населението. Ние се обидовме како преку телевизиски емисии, така преку радио најави, преку флаери, преку инсертери во вестници, преку да кажеме билборди и така натака, да го презентираме и да го кренеме интересот на луѓето. И за таа цел веќе имаме спремна брошура во која што во кратки црти беа објаснати предности и така натака. Тоа значи дека во тој период голема маса на луѓе доби информацијата за вториот столб, доби некои основни прашања и сега допрево очекуваме и дополнителни прашања за тоа кои се правата, какви се резултати од пензиска реформа. У крајна линија факт дека во вториот пензиски столб членуваат на 330.000 члена и дека вториот столб, односно двете друштва, управуваат со над 380 милиони евра, бараат едноставно потреба од информираност на населението, бидејќи у крајна линија и тоа ќе биде уште еден извор на пензија за следен период. Така е, за оние кои што може би се уште не се упатени, кои се условите, што е она што го нудите, затоа што ова беше кампања за она што допрва следува, значи за она што треба да се покаже интерес. Тоа е кампања беше пред се насочена кон тоа за овие 8 години колку што да кажеме функционира вториот столб, кои се ефектите и кои се резултатите. Мислам дека ефектите и резултатите се солидни, секогаш може подобро, но еве да кажеме во време на кризи, а знаеме дека од 2008 па навака сме во константни турбуленции, финансиски кризи и така натака. Некој просечен принос кој што друштвата го остваруваат во тој период е отприлика околу 5%. Како што кажав, самиот факт дека ние управуваме со вредноста на средства кои што се над 5% од домашниот бруто продукт на Република Македонија веќе укажуваат на еден сериозен сектор. За една кратка информација, значи денешен пензиски систем во Македонија функционира на тростолбен начин, односно првиот столб е фонд за пензиско инвалидско осигурување, каде што вработените ќе добиваат пензија од државата, значи од пензискиот систем. Вториот столб и третиот столб се приватни пензиски фондови, во кои што во вториот пензиски столб се уплаќаат 6% од бруто плата. Значи сите ново вработени кои што за прв пат се вработени после 1.1.2003 согласно закон задолжително членуваат во вториот столб. Тоа значи, како што кажав и преска, 6% од нивна бруто плата се слива на нивна пензиска сметка. Така, што е со останатите два столба? Значи, како што кажав, државниот си е државен, вториот е задолжителен исто така. Останува уште третиот столб кој што е доброволен, каде што сите оние кои што се вработени или сите и оние кои што се невработени исто така може да членуваат и со индивидуално случаен договор може да уплаќаат на своја индивидуална сметка. Од друга страна постои можноста во третиот столб и работодавачите
за своите вработени, за сите или за еден дел, исто така да уплаќаат доброволен придонес со кој што ќе го стимулираат вработениот. У крајна линија државата дава даночни бенефиции кои што значат дека уплата во доброволно пензионско осигурување организирано од работодавец не подлежи на плаќање на персонален данок, на придонеси и е даночно третиран расход до износ од 4 просечни бруто плати остварени во Република Македонија. Тоа е за оваа година износ од некои 2000 евра, односно околу 122.000 денари. До тој износ работодавец значи може на вработениот да му ги уплаќа доброволниот придонес без при тоа да плати ништо од даночните овие обврски. Дали работодавачите покажуваат интерес? Па можам да кажам дека интересот се зголемо. Сосема јасно дека ова е дефинитивно пракса која што на запад, па дури и во источните држави постои некои 20 на години. На запад тоа е продукт кој што постои веќе 50 до 100 години и каде што е веќе дел од некоја си финансиска култура, каде што и самите вработени на некој начин иницираат потреба од да кажеме штедење на овој начин. Дали работодавачите, дали корисниците, значи кои што би биле оние, дали се задоволни со условите кои што вие ги нудите, дали на таа кампања имавте побарување од нивна страна во овозможување на подобри услови или на некои услови кои што моментално не им одговараат, а тие да имаат своји препораки? Добро, кампања беше насочена повеќе кон не повеќе, туку исклучиво кон вториот столб и кон придобивки од задолжително, имаше свој едукативен карактер. Од друга страна, оно што се придобивки, а заради социјална димензија, и вториот и третиот, како и првиот, де факто и примерно имаат социјална димензија. Значи, тие средства у сите три столба треба да овозможат пензија, која што ќе овозможи некоја си достојна пензија, односно приходите кои што на некој начин ќе ги покријат сите оние трошоци кои што сосема јасно ќе се јават за сите оние лица кои што ќе одат во пензија. Знаеме дека денеска старосна пензија се остварува со 62, односно 64 години. Тоа значи дека теоретски ќе имаме и лица кои што ќе остваруваат пензија од три извори. Една ќе биде од ПИОМ, втора ќе биде од вториот столб, де факто од тие 6% од бруто плата, и трета ќе биде од доброволно пензионско осигурување, односно од она што самите само иницијативно или она што работодавац им го има уплатено во третиот столб. Дали сте сами на ова поле, односно дали имате конкуренција и како се снаоѓате со неа? Лиценца за управување со пензиски фондови имаат две компании во Република Македонија, тоа сме ние, второ е КБ Прво пензиско друштво. Како и да е, конкуренција е добра работа, бидејќи сите не потикнува на подобрување на внатрешни, на надворешни процеси и на активности. Како и да е, пазарот е сосема доволно голем, за да може да абсорбира сите и сите евентуално идни, да кажеме, членови на овој финансиски продукт. Со оглед на тоа што денеска промоцијата е во Куманово, какви се вашите очекувања од Куманово со оглед на тоа дека станува збор за голем град? Добро, едукативна кампања, како што кажав, беше во период од 3 до 9, таа де факто заврши, но во ова, да кажеме, во време можам само да ги повикам луѓе да се обратат во експозитурите на Тутунска банка или во самото друштво, пред се со цел да ги добијат оние основни информации за тоа што е вториот столб, кои се придобивки за вработените, што евентуално може дополнително да направат и тие сами и така натака. Едноставно, сакаме да ја кренеме свесноста за тоа дека ова не е само социјална димензија каде што државата треба да направи нешто, едноставно ова треба да импутира и некоја акција како од самите вработени, можеби и од работодавачите. Така, кажете ни дали по електронски пат може да дадат до информации и дали тоа го прават граѓаните? За жал, оно што е нашето искуство до сегашно, дека од некои 150 и кусур илјади члена колку што ги имаме, не повеќе од 5% ги користат предности на електронскиот пристап. У крајна линија, као што сите можат да видат преку електронски пат својата сметка во банка, значи по електронски пат да извршат плаќање, така и овдека може ни електронски увид на состојбена сметка. У крајна линија, се она што е состојбена сметка за вториот и за третиот столб, каде што навистина постојат пари на
на лична сметка е убаво да се знае дали работодавец ги уплаќа при донесите, дали евентуално вршам сам уплати или дали работодавец за мене врши уплата и во третиот столб. Значи тоа е придобивка и едноставно се добива на брзина на информацијата. Цело време слушаме реформиран пензиски систем. Што околу тоа може да се зборува? Колку всушност се реформираше? Што треба граѓаните да знаат? Препораките на Светска банка и искуствата од некои држави дефинираа потреба од промени во пензискиот систем. Промените беа правени од 2002 навака. Самиот двостолбен систем започна со својата функција 2005 година, кога и двете друштва беа основани, кога добија и лиценци и кога почна на некој начин кампања за членување во вториот столб. Ефектуирање на вториот столб де факто започна со јануар 2006 година, кога оперативно почна уплативе за вториот столб, односно она што се нарекува во тоа време придонесот кој што се плаќаше за пензиско инвалидско осигурување беше 21,2%. 65% остануваа во првиот столб, значи тие средства се употребуваат за сервисирање на тековните вработени, односно тековните пензионери, додека 35% од придонес за пензиско инвалидско осигурување се сливаше на индивидуална сметка. Денеска тој сооднос е, бидејќи придонес за пензиско инвалидско осигурување сега е 18%. 12% одат во ПИОМ, 6% од бруто плата се сливаат во вториот столб на индивидуални сметки на нашите членови. Тука е крајот на емисијата, се надевам ги информиравме граѓаните за она што беше потребно и за она што е актуелно и докаде се реформите во пензискиот систем. Ви благодарам што бевте гостин во емисијата на телевизија Нова. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, се надевам дека ги добивте конкретните информации од кои што имаше потреба. Сега сте во тек со новините за пензискиот систем, односно за неговото реформирање. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна и убава вечер.